Во рамки на кампањата Крени глас против врсничко насилство, изминатата година реализиравме повеќе едукативни и интерактивни работилници во 150 основни училишта со над 18.000 ученици. Дојдовме до статистика која не натера да се запрашаме. Дали е полесно да се каже навреда или убав збор? Во потрага по одговор, спроведовме уникатно социјално истражување, во кое ја анализиравме моќта на зборовите, нивното негативно и позитивно влијание. Во овој процес се соочивме со вознемирувачко сознание. Она што го забележаа нашите камери е дека на 80% од учениците им беше полесно да кажат навреда отколку убав збор. А се навредуваат ли децата меѓу себе? Да, многу. На кој друг начин децата се повредуваат меѓу себе, знаете ли? Со зборови. Со зборови. А се вреѓаат ли меѓу себе? Да. Наш многу. Дечки, што мислите, како се чувствува детето кое што е навредено? Многу лошо. Лошо? Тешко му е? Да. Се осеќа осамено, изолирано, депресивно. Што мислите, на кој начин треба да му се извиниме на детето? Извини, не го мислев тоа, не го сваќај сериозно, не сакам да го... Не го мислев така. И другите деца од оделението, кога би сакале да го навредат ова девојче, со погрдни зборови, кои зборови ќе му ги кажат? Тргнувајќи од фактот дека децата се огледало на општеството во кое живееме, сите ние мора да прифатиме дека на некаков начин сме одговорни за овие 80%. Ај првин ќе почнеме со девојче. Ако сакате вие да ја пофалите, да ја кажете некој убав збор, некој комплимент, што би ја кажале? Многу ја убава косата. Да, мислам да кажете. Алек? Многу се облекували. Мина? Убава и сладка. На милна фација има некаква, Убава си, сладка си. Да. Така? Океј, Бурија, ти текна нешто, Злата? Убава ти е косата. Убава ти е косата. Многу ти убава косата. Ние ќе се пофалуваме најчесто со ти си многу добар другар. Што убаво? Можеме да кажеме. Баш ти убава денес со косата. Дека е многу убава, паметна, дружелюбива. убав стил има за облека. Или културно воспитана. Да. Дамјан, ти како би ја пофалил оваа другарка? Не знам. Баш ти убави патиките, убав ти ранецо, ти он ми враќа фалва и убав да си купиш. Децата не ја препознаваат позитивната моќ на зборовите, затоа што во општеството постои недостиг на позитивни примери. Неопходен е вистински пример, кој ќе води и инспирира, кој ќе ги научи децата за вредностите на емпатијата и љубезноста и ќе им покаже дека зборовите не мора да разделуваат. Тие можат да зближат, да охрабрат и да создадат пријателство. А кажете ми, дали има разлика во тоа ако некој мене ми каже Деспина многу ти е убава кошулата и ако некој ми каже Деспина многу си љубезна? Дека тој што те комплимента за ти тоа што носиш, дека многу ти убава тоа што го носиш на тебе, од каде си го купила, а другиот човек ти прави подобро да се чувствуваш, бидејќи ти кажува дека си љубезна, тоа внатре во тебе и дека тоа ти ќе се чувствуваш многу добре, ќе продолжиш тоа да го правиш што ти кажал друг. Има ли разлика ако некој ми каже да спина многу ти е убава кошулата и ако некој ми каже да спина многу си љубезна? Има разлика? Да. Има разлика поради што кошулата кога ти каже нешто значи дека си знаеш како например да облечеш, знаеш што е убаво, а кога си например љубезна рековте. Да? Љубезна значи дека ти самата се правиш добра. Например, кошулата е нешто материјално и не значи толку многу, ама па некој ќе ти рече дека ти им помагаш, дека им даваш љубов, тоа е многу повеќе значи. Кога да кажам, кога го пофала од изглед, односно како ви изгледа, како ви стои кошулата, тоа значи да го комплиментират, како кажам, тоа што го имате на вас, а не тоа што го имате во вас. Така е, Вашите дечки. карактеристики. Супер, фала ти. Значи, ако ми дадат комплимент за кошулата, кошулава утре ќе ја ставам за перење, со тоа ќе се испере и комплимента, така? Ама ако ми кажат многу си љубезна, тоа не може да отиде за перење, туку секој ден ќе го носам со себе. Или кој што брат ми ќе вика се пере освен уста. Се пере освен зборот, токму така. Родители, професори и деца, кренете глас против врсничкото насилство со позитивни и љубезни зборови. Бидете позитивен пример кој останатите можат да го следат и ајде заедно да создадеме поубав свет.
Свет кој се основа на почит, разбирање и човечност.